Ова е епилогот од синекешниот пожар во подрумскиот дел од стамбената зграда на улицата Панче Караѓозов број 8 во Штип. Големите количини чад експресно го наполни влезот каде има 11 станови и сериозно им се закени на сите станари кои се обидоа да излезат. Терасата од станот на 90 годишниот Штерионаков го спасила од задушување. Кога се напунија со овите чур, ја виде не можам тука да стојам и уиде на терасата. Сега како е поминавте ноќта во чистење како? Кај ќерка ми беше. Значи не можевте тука да спите? Не. Отвориме џамовето се, вратите и така остана да се бајле. Чистење, скршени се стаклата за да ваздухот, ветерот донеде чад да искара. Други останале во своите станови, но без сон. Да ти кажем, опасно беше, многу чури беше, ништо не се виш. Кога отвори врата за сркнаме чурта право мене. Целата чур условото улизе. И не може више што да правим, ја само бутна вратата. Така јас тука остана, али не спам у таа соба, пред собата и собата, куњата се напунија чур. И отвориме да направи промени, не можеме ради подрум, може доаѓа друга чур и само преку џамовото што излива, тоа чекаме, али смрде. Становите се зачадени и потребно ќе биде повеќе денови за да се вратат во нормала, тврди Трајчо Димитров. Нокве ја поминал на нозе во чистење. Цел ног не спанам. Цел стан мирише. Причина за пожарот според разговорот со станарите кои денеска ги чистеја сагите од густиот чад се претпоставува дека е од неичистениот заеднички стамбен оџак, поради што од Штипската противпожарна единица апелираат. Мој апел е во однос на пепелот и сторињето да внимаваат кој ќе го фрлат и каде го фрлаат тој пепел и нормално тоа до сега требало да се направи, да се ичистат оџаците и нормално се да функционира. Ова е прва интервенција на пожарникарите од ваков вид за овој период. Се надеваат дека вакво нешто во иднина нема да се повтори.